Музички хепенинг за децата згрижени во дневниот центар за лица со посебни потреби. Активноста ја реализираше младинскиот клуб на Црвениот крст. Активистите велат дека ова е само еден од начините на овие деца да им се покаже дека тие се дел од ова општество, кое секојдневно треба да вложува напори да им го олесни животот и да покаже грижа за оваа категорија граѓани. Локалната самоуправа пак денеска обезбеди и подароци за секој од децата во дневниот центар. На еден начин малце да ги расположиме и да докажеме дека и тие можат да се забавуваат, дека може да бидат дел од целото општество, да се вклучени. И некова активност ја покрива општинската организација на Црвен крст Велес, која е финансирана од Комерцијалната банка во проектот подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби, која веќе 7 години се имплементира во 10 општински организации во оваа република. Музичкиот хепенинг се реализира во рамки на одбележувањето на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попречености во развојот. Овој ден со ликовна работилница денеска се одбележа и во посебното основно училиште Маца Овчарова. Истата се реализира на национално ниво и учество зедоа деца од сите општински училишта, но и од неколку градови од земјава. Денес е 3 декември, светскиот ден на лица со инвалидност и нашето училиште, кое што низ долгите години на своето постоење има за цел да воспитува и образува ученици од видот на интелектуална попреченост и оваа година традиционално го одбележува овој ден преку ликовна работилница, која што е една манифестација, која што има за цел низ детските раце да се создадат едни творби кои што ќе останат како сведоштво на едно заедничко дружење и доживување на пријатни мигови. Дел од родителите чии деца посетуваат настава во училиштето велат дека се задоволни од напредокот што се постигнува. Па моето дете е веќе 10 години и речиси повеќе од 5 години е веќе во ова училиште. И навистина успехот што го постигнавме во текот на овие 5 години е завиден со оглед на тоа дека ако земеме во предвид дека кога го запишевме во училиштето детето се уште немаше говор, значи беше невербален аутист, постигнавме многу. Не знам колку имавте прилика на приредбата да го видите. Јас сум задоволна од тимот кој што работи со него, од условите кои што училиштето ги нуди, од програмата која што имаат, од соработката што имаат со родителите, која што мислам дека е многу важна, заради тоа што најбитните информации за децата им ги пренесуваме ние, а ако они се расположени да соработуваат со нас, успехот е неизбежен. Од училиштето и центрите кои работат со децата со посебни потреби веруваат дека општината, но и државата и во иднина ќе вложуваат напори да се обезбедат што подобри услови за децата во насока на нивниот континуиран напредок.